државен шампион и во карате, своевремено се разбира. Веќе стартуваат надпреварувачите од втората класа. Виктор Арсов, најбрз во оваа така наречена нова класа до 1400 куби сантиметри група Н. Сепак автомобилот е оној стариот, Peugeot 106 Rally. Можете да забележите, со едно тркало во воздух го помина овој лак. Тоа беше во границата на 2 минути и 28 секунди. Виктор Арсов на официјалниот тренинг беше втор беше и на првото возење, меѓутоа на крајот во вкупното време подобар од своите конкуренти. Имено пред него секогаш беше Даниел Крстевски, меѓутоа во првата трка тој имаше проблеми со менувачот кој што заглави во четвртиот степен на пренос, а во втората трка мало излетување кое што го чинеше 30 секунди. Затоа пак не може да се рече дека е изненадување, туку постојани перформанси кои што се подобруваат од страна на Драги Станковиќ, член на Mototrade, исто така со возилото Peugeot 106 Rally. Во првата трка беше 1 секунда зад Виктор Арсов, во втората уште 3, меѓутоа доволно за втората позиција. Трет во оваа класа со истото возило Антонио Скендеровски, член на Херц Македонија. Во првата трка имаше време од 2 минути 31 секунда, во второто за 1 секунда побрзо, и тој со едно тркало во воздухот. Овој автомобил Peugeot 106 Rally навистина се покажа доминантен во македонскиот шампионат и во класата 2 и во минатогодишната класа 3. Автомобилистите кои што го користеа навистина стигнаа до шампионските титули. Во оваа класа значи стартува уште Даниел Крстевски, минатогодишниот и се уште актуелен шампион на Македонија на ридски и кружни патеки, кој што спомнав имаше проблеми. Додека на петата позиција се пласираше Владко Делев, односно Владко Делев е на четвртата позиција, петти е Роберт Блажевски, шести Здравко Нинковски, седми Даниел Крстевски. Веќе сме во класата хоби, уште еден актуелен шампион, Крсте Трајковски, член на Camel Racing Team, исто така шампион и на кружни и на ридски патеки. Во оваа класа се очекуваше негова најголема конкуренција да бидат Александар Димушевски со новото возило Golf, како и Љупчо Цуревски од Мак Петрол со Honda. Крсте Трајковски уште еднаш го покажа својот раскошен талент во македонскиот автоспорт. Веќе неколку години е во самиот врв, минатата година успеа да стигне до шампионската титула и нема намера лесно да се откаже од неа. Постигнатите времења во двете трки 2 минути 17 секунди и 6 десетинки. Воедно тие се времењата досега најдобри од било кој македонски возач постигнати на патеката на водно. Послаби се од апсолутниот рекорд на патеката, меѓутоа во македонските првенства од македонските возачи убедливо најдобри. Го следиме возењето на Александар Димушевски. Тој што туку го донесе својот нов автомобил со кој што ќе се натпреварува во оваа класа хоби. Има во план да донесе и уште еден автомобил за кружни патеки. Според најавите неочекувано дојде овој автомобил и се уште не е добро навикнат, би можело да се рече на него. Тоа го чинеше некои 4,5 секунди по едно возење. Заостана зад Крста Трајковски. На оваа трка ќе се задоволи со втората позиција. За сатисфакција дека Љупчо Цуревски, кој минатата година беше втор, беше зад него. Љупчо Цуревски, член на Мак Петрол со возилото Honda Civic.
во првата трка, во иста секунда со Димушевски, во втората заостана нешто повеќе од секунда и половина. Стигна до третата позиција, а на четвртото место Тодор Исаиловски, член на СПИД. Минатата година имаше убава победа на кружната патека во Скопје. Овој пат докажува дека автомобилот е солидно подготвен и ќе биде веднаш зад оние водечките, иако според заостанувањето е некаде 10 секунди во едно возење зад Трајковски, односно 20 секунди во вкупниот класман. Интересно се спомене, кога математички ќе се пресмета времето на Крста Трајковски со должината на патеката од 4,5 км, се добива податокот дека Крста Трајковски патеката ја поминал со просечна брзина од 120 км на час. Во оваа класа уште стартува Орхан Амет, имавте можност да видите со какви проблеми се соочуваше тој. Вратата од десната страна на автомобилот се отвараше во оние свиоци. Тука беа уште Благоа Димитровски, Саша Огненовски, Мишо Силјановски, Витомир Блажевски, неколкократниот шампион на Македонија, и Борче Лукановски. Студеното време не им дозволи на сите влюбеници во автомотоспортот да нагрнат повторно нападените на водно. Би можел да кажам едва и 15.000, иако многумина спортови би посакале навистина толку бројна публика. Научени сме во Скопје да гледаме многу повеќе луѓе, често во границите до 30.000. На патеката е Илија Малинковски, уште еден шампион, член на Camel Racing Team. Беше близко со своите перформанси до оние на Крста Трајковски, заостана само една секунда кога би гледале генерално, меѓутоа тој настапува во четвртата класа, автомобили со зафатена мотор до 2000 кубни сантиметри група М. Илија Малинковски уште еднаш суверено владееше на асфалтот на водно. Спомнав неговиот резултат, 2 минути и 18 секунди во првото возење, вкупно исто така и во второто, заостана само една десетинка, вкупно 4 минути 36. Негова единствена конкуренција беше Ранко Станојковски, кој од оваа година се префрли во клубот Моторспорт, меѓутоа се уште заостанува зад Илија Малинковски. Во оваа класа стартуваше уште Атанас Танчев, беа пријавени уште двајца надпреварувачи, меѓутоа, иако го помина неофицијалниот тренинг, Михајло Кажич не се појави на стартот на денешната трка, а иако беше пријавен Александар Николич, исто така не стартуваше. Го следиме Атанас Танчев, кој вози за екипата на Асилио Моторспорт и меѓу тројцата надпреварувачи го освои третото место. Заборавив да споменам, додека трае надпреварите во класата Хоби, беше очекувано учеството на Ѓорги Пожаренков со неговото возило, или пак можеби во четвртата класа со ZX-от, доколку не со AX-от во Хоби. Тој сепак настапува на Балканското рели првенство во Бугарија во Албена, меѓу 72 посади 21 место во генералниот класман, во конкуренција на автомобили подготвени група N5, а во категоријата N3 прво место со совозачот Жарко Будимировски. Најголемата атракција денеска во Скопје Чедимир Бркич со возилото Ford Escort Cosworth. Одлично подготвено, е измина патеката за неверојатни 2 минути и 14 секунди. Измами аплаузи од скопската публика. Навистина не е доволно само да си има брз автомобил, треба да се знае и да се вози. Одлично постигнување на Чедомир Бркич, тој настапуваше во она така наречена
Петта класа над 2000 кубни сантиметри група А, која што овој пат се возеше само како екзибиција, не се бодуваше, бидејќи немаше доволно пријавени преварувачи. Единствен македонски автомобилист Дејан Василев со автомобилот Ланча, член на Дамевски рейсинг тим. Неговото постигнување беше 15 секунди за Дона на Чедомир Бркич, односно 2 минути 29 секунди. Отприлика би можеле да го рингираме со постигнувањата во втората класа, значи со перформансите на она Peugeot 106 рели. По трката забележавме изјави на оние кои што во моментот беа неофицијални победници, потоа следуваше официјалното прогласување и седмицата на жирито, меѓутоа сепак можеби и побрзавме малку како екипа за да ги обезбедиме тие изјави. Ќе ви препорачам да слушате што ќе кажат Стево Костовски, Крсто Трајковски, Илија Малинковски и Виктор Арсов. Победник во првата класа Стево Костовски, член на Новус Хела. Коментар: денеска најбрз во двете возења, исто така и на вчерашниот официјален тренинг. Ќе кажам прво дека сум задоволен, се разбира, од постигнатите времења и од местото нормално. Оваа година го подготвивме автомобилот доста добро. Неколку месеци работевме веќе на него, така што можам да кажам дека е стварно во одлична форма. За вчерашниот тренинг малце не изненади дождот, меѓутоа пак сум задоволен и од возењето на вчерашниот тренинг по дожд и за денешнава трка и во двете возења. Иако можам да кажам дека оваа година стварно конкуренцијата е навистина многу силна, се вкупно гледано одлично е вака. Дали ќе може да се задржи овој пласман? Тука има во оваа класа прва 25 надпреварувачи режиси. Па ќе видиме, веќе наредната трка е кружна, со која започна и кружниот шампионат. Ќе видиме таму како ќе биде односот на силите. Што се однесува до другите патеки, сметам дека ќе се потрудиме нормално да го задржиме овој ритам. А останатото не зависи само од мене, туку и од конкуренцијата. Крсто Трајковски, победник во класа 3 до 1600 кубни сантиметри група Хоби. Како беше конкуренцијата за разлика од минатата година кога бевте шампион? Дали годинава ќе биде потешко да се одбрани титулата? Оваа година сигурно дека ќе биде потешко, затоа што има повише возила во мојата категорија и доста поконкурентни од прошлата година. Сега може малку да ме послужи среќата во однос затоа што имаше дожд. И така. Во однос на резултатите, тоа е досега најдобро постигнување од македонски водач, време од 2 минути и 17 секунди. Да, ова е најдобро време, сакаха и прошлата година нешто вакво, но не успеав. Малце лошо завршив, но сепак добро на крај. Све испадна затоа што се качив сите 4 пати до горе, кој што треба и добро малце ме послужи времето, беше убаво. Денеска немаше дожд и дојде на вистинското. Дали ќе биде полесно на ридски патеки или пак на кружни? Ја мислам дека полесно на ридски патеки, затоа што на кружни патеки малце треба, што знам, да издржи колата, може, нема да издржи, треба се повише форсирање него од прошлата година. Така да за ридски патеки ја мислам дека не би се дал. Виктор Арсов, вториот член на екипата на Camel Racing Team од четворицата, тројца денеска на првите позиции. Како беше да се победи во класата 2? Актуелниот шампион Даниел Крстовски имаше многу проблеми, како беше кај вас? Да, Даниел Крстовски имаше доста проблеми во трка, имав исто така и ја на двете трки. Вчера возевме на на доста тешки услови, многу врнеше, денеска времето е сувано ладно. Сезоната почна, ја победив и практично во бодови, стемав 20 бода, сум најдобар. Уште е рано да се предвиди кој што и како ќе биде. Тоа може да се види на брзката на втората трка, више може да почне да се калкулира. На првото возење денеска имавте 6 десетинки послабо време од Даниел Крстовски. Тоа говори дека сте близко со перформансите. Дали мислите дека вашиот автомобил подобро ќе ви лежи на кружни или на ридски патеки? Добро, јас се уште не сум спремен со возилото како што треба, немавме доволно време. Бодно е таква патека што претежно сите ја знаат и кратка.
на другите стази ќе биде малце потешко за другите возачи. Ја доста сум упатен и ги знам тие стази. Ќе видиме што ќе биде. Илија Малинковски, победник во класа 4, автомобили до 2000 кубни сантиметри, група М. Повторно се враќате на шампионските патеки. Дали ќе биде ова одбрана на титулата или? Сега ќе пробаме да го повториме истиот успех од минатата година. Оваа година добро ми тргна, еве на првата трка сум повторно прв. Денеска трката беше на сува асфалтна подлога, така да немав некои проблеми со аутото. Инаку исто така оваа година е генерално подготвено за целата тркачка се зона. Исто така како Камел Racing Team веќе на прва трка имаме 3 први места и се надевам дека во текот на оваа година ќе имаме многу подобри успеси неголи минатата година, затоа што исто така тука е Крсте Трајковски како едно појачување во нашиот тим и би сакал само да ве запрашам во однос на конкуренцијата во вашата класа, за разлика од минатата година, малку е послаба, дали веројатно со тоа ќе ви биде олеснета работата, меѓутоа генерално дали ќе има повеќе напори на кружни патеки или на ридски? Па на ридски најверојатно ќе ни биде малце леснето, меѓутоа како што се збори на кружни патеки, ти Мушевски треба да донесе ново возило, така да на првата кружна трка ќе видиме, мислам, како ќе биде. Благодарам, многу среќа. Хвала многу. Тоа беа размислувања